Расколот во владеачката алијанса за албанците се рефлектира и на техничката влада. Премиерот Талат Џафери денеска достави допис во собранието во кој предлага на првата наредна седница да бидат разрешени министрите за здравство и за информатичко општество Фатмир Медџити и Јазир Алиу, двајцата кадри на алијанса кои ја избраа страната на актуелниот претседател Арбен Таравари, а не на екс-партискиот шеф Зијадин Села. Потегот на премиерот следи откако партиските тела на алијанса побараа смена на двајцата министри. На нивно место Џафери ги предлага Илир Демири за министер за здравство и Наим Бајрами за министер за информатичко општество. Се уште актуелниот министер за здравство Медџити, кој застана зад Таравари насетувајќи дека се подготвува негова смена, денески изјави дека нема намера самиот да се повлече. Има законодавен дом, Собранието на Република Северна Македонија, каде се почитуваните пратеници и тие ќе седнат, ќе размислуваат, ќе анализираат за неколку минути и ќе направат. Немам такви информации, значи вие подобро ќе знаете за тоа и ги објавите и ние кога ќе бидеме повикани, знам по некој член на закон, дека како министри што сме уште во функција, дека имаме право да се обратиме на пратениците. СДСМ, најголемата партија во владината коалиција, се оградува од внатрешниот конфликт во алијанса, но не крие како ќе постапи по однос на предлогот на премиерот за разрешување на Медџити и Алиу. За тоа како ќе гласа пратеничката група на СДСМ, таа ќе гласа во согласно со предлогот кој што ќе дојде од страна на владата и секако врз основа на ставот кој што ќе го имаат и пратениците на алијанса. Ситуацијата во алијанса кулминираше викендов кога на виделина излегува внатрепартиските разлики. Таравари е за предизборно коалицирање со опозицијскиот блок на албанците, додека Села е за самостоен настап на предстојните избори. На Таравари му се зема за грев тоа што, како што објаснуваат од другиот табор, само иницијативно, без консултација со партиските тела, најавил дека алијанса ќе оди со опозицијата на изборите. Централното собрание на партијата со кое председава Зијадин Села в сабота ќе одржи состанок на кој ќе бара одговорност и од Таравари и од министрите и партиските функционери кои му останаа лојални. За вечерва пак Таравари најави дека во Куманово ќе одржи консултативен состанок со делегатите на собранието. И двете страни тврдат дека мнозинството членови на партијата, која е дел од владината коалиција, е со нив. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.